Почитувани, ВМРО ДПМН преку пратеничката група ќе достави до Собранието декларација по повод 150 годишнината од раѓањето на големиот македонски син и водач на револуционерното дело Гоце Делчев. Оваа декларација треба да биде точка на обединување на политичките партии во Македонското собрание. Да покажеме обединетост околу неспорниот македонски деец и водач во ослободувањето на Македонија и идејата за самостојна Република Македонија. Тргнувајќи од одредбите на Уставот, а особено од деловите на преамбулата, кои се однесуваат на жртвите и посветеноста на предците во заложбите и борбата за создавање самостојна и суверена држава, како и на традицијата на Крушевската република. Обединети во намерата на тамошна афирмација на најшироко прифатените вредности за слобода, демократија и соработка помеѓу народите и државите. Свесни дека единствено преку достојно почитување, прославување и одбележување на дострелите на нашите предци во минатото, можеме дополнително да ги зајакнеме демократските темели на државата и на општеството. Приклучувајќи се кон одбележувањето на значајните настани и стакнати личности, во 2022 година предлагаме декларација по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Констатирајќи го огромното, недвосмислено и широко прифатено значење на ликот и делото на големиот македонски син Ѓорѓи Николов Делчев во остварување на целите на народна епопеја за слобода и независност, ние, пратениците на Собранието, со оваа декларација на тамошно го афирмираме наследството, улогата и значењето на оваа без сомнение централна личност од македонската историја. Имајќи ја во предвид големината на Делчев како идеолог и борец за остварување на целите на македонското ослободително дело, ги повикуваме електронските медиуми во државата во рамките на можностите во текот на 2022 година да интегрираат во програмата пригодни содржини со кои ќе се афирмира овој јубилеј. Констатирајќи го високо моралниот и демократскиот карактер на ставовите на Делчев, ја повикуваме Државната компанија за поштенски услуги во согласно со своите надлежности во текот на 2022 година да издаде поштенска марка со која ќе се одбележи овој важен јубилеј за македонската држава. Антиципирајќи го вонвременското значење на силните заложби на Делчев за соработка и за надпревар помеѓу народите, ги повикуваме Институтот за национална историја и Македонската академија на науките и уметностите во согласно со своите надлежности во текот на 2022 година да организираат соодветни настани и да реализираат соодветни проекти со кои ќе се одбележи 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Акцентирајќи го длабоко моралниот карактер на ставовите на Делчев како учител, народен трибун и револуционер за соработка, за толеранција и за соживот, го повикуваме Министерството за образование и наука во текот на 2022 година во согласно со своите надлежности да преземе активности со кои на оделенските часови во основните училишта ќе се информираат учениците за ликот и делото на оваа личност од македонската историја. Согледувајќи ја потребата од постојано препрочитување на најважните поглавја од животниот пат на Делчев, се задолжува Националната установа Музеј на македонската борба во рамките на своите надлежности и можности во текот на 2022 година да спроведе соодветни активности и да реализира соодветни проекти со кои ќе се застврсти споменот на граѓаните за ликот и делото на оваа важна историска личност. Декларацијата ќе се достави до владата, Институтот за национална историја, Македонска академија на науките и уметностите и до Националната установа Музеј на македонската борба. Ви благодарам. Повелете.
бараме широка поддршка од сите политички партии, бидејќи се работи за афирмација на ликот и делото на еден од најголемите револуционери, меѓутоа преку оние кои што во изминатиот период, знајни и незнајни јунаци, ги дале своите животи за идејата за самостојна и независна Република Македонија.